Се разбира, најтешко е кога се зборува дома, меѓутоа чест ми е да им се обратам на сите оние со кои што работевме заедно цела оваа кампања, цврсто убедени дека тоа што ќе се случи во недела веќе известно, а тоа е дека победуваме во прв круг овде во центар. Работата ќе заврши во прв круг. Целата моја историја, почитувани пријатели, се она што ми се случи во животот е врзано со општина Центар. Роден сум во Центар, учев во основното училиште Гоце Делчев, поранешно Ленин. Потоа студирав на градежниот факултет во Дебармало. Девојката со која што сложенив е од Дебармало. Децата се родија тука во болницата на Водњанска. Кога ќе размислам, и затоа го напишав тоа во програмата, се што ми се случило во мојот живот се случило во Центар. Затоа реков дека Центар е центарот на мојот живот. И тоа сакам да ви го кажам, затоа што тоа е мотивот поради кој што се кандидирав нови избори. Кога одевме од врата на врата, сретнав многу луѓе, како мене, како нас од оваа коалиција, кои што живеат во Центар, се разбира, кои што тивко страдаат во себе, кои што носат болката, затоа што ни одзема општината, затоа што го направија Центар се, само не место за живење. Сретнав многу луѓе кои што повеќе не може да препознаат нашата општина. Овие што се на власт заборавија дека помеѓу фасади, споменици, скулптури од Скопје 2014 живеат луѓе, дека тука растат нашите деца, дека овој правлив воздух што го дишеме токму ние во Центар. Нема шанси да дозволим и понатаму општина Центар да биде таква. Не може за сите да има место за паркирање, освен за нас. Затоа ветивме во програмата дека секој жител на Центар ќе може бесплатно да се паркира, и тоа на целата територија на општина Центар. Ние го заслужуваме тоа и мораме овој хаос да го решиме. Таа битка, тоа страдање во нас, за изгубената општина, за оние кои што дојдоа да раководат со општината на локално ниво, но и оние кои што дојдоа да раководат на централно ниво, кои што не се од тука, направи експеримент, полигон за политика, за идеологија. Меѓутоа, сакам нешто јасно да ви порачам вечер. Дека таа битка што ја водиме 24 час, 13 години, макортапно што ја водевме таа битка против овие што се на власт, ја завршуваме во недела со победа, и таа победа е пред нас, и сакам тука јасно да им порачаме дека од недела треба да се пакуваат. Почитувани пријатели, сум учествувал во многу кампањи, на локално и на централно ниво. Но ваква црна кампања, како што овој пат видовме во општина Центар, не очекував. Манипулации, лажење за мене, црни кампањи, летоци против мене, кршење на штабови во Центар. Центар се претвори во главна битка за ВМРО ДПМН. И мораме да го поставиме прашањето зошто. Зошто им е толку битна општина Центар? Затоа што најавивме јасно и гласно дека од првиот ден кога ќе освоиме општината, ќе правиме ревизија на проектот Скопје 2014. Мора да знаеме каде била нашите пари. Измислија секакви лаги за мене. Семената куќа во која што ја живеам, која што е наследена од дедови, која што изградена пред цели 70 години, се обидеа да ја представат како станови кои што јас сум ги заработил досега. Измислува секакви приказни дека соработувам со градежната мафија. Целта беше многу јасна. Мене да ме прикажат како нивните градоначалници во општина Центар. И како Аларова, и како Тодоровиќ. Ние од коалицијата не сме како нив. Нашиот 4-годишен мандат ќе биде честен и чист. Во општина Центар конечно ќе владее законот и редот, а урбаната мафија, веќе неколку пати го кажав тоа,
ќе мора од недела понатаму да си бара друга општина. Нема што да бара во општина Центар понатаму. И затоа се загрижија толку многу. Па велат, го кажав тој на плоштадот. Ако треба ќе ја дадат Македонија, ако треба ќе го дадат Скопје, но нема да го дадат Центар. За Центар ќе паднело крв. Тоа го кажат отворено. Немојте да дозволите со тој страф да не демотивираат од гласање. Пак ќе кажам, во недела нема да падне крв. Во недела ќе падне Тодороvić и ќе падне ВМРО да помане во Центар. И тоа јасно треба да кажеме. Сета оваа црна кампања што се случуваше изминативе денови, всушност зборуваше за нивниот страф, свесни за тоа што ќе им се случи на 24 март. На ниеден леток не се потпишаа затоа што им кажав дека ќе одиме на суд за сето тоа. И уредникот на телевизија Сител ќе оди на суд. И уредникот на Вечер ќе оди на суд. Му кажав на мојот против кандидат и тој да се потпише. Го повикав на дуел неколку пати. Размислуваше една недела, две недели, за да на крај порача преку една телевизија дека не можел да прифати дуел затоа што ќе имал емоционални проблеми. Се уште не разбирам кои се тие емоционални проблеми, но граѓаните на Центар заслужија еден дуел. Дуел, каде што сакав да прикажам дека мојот мандат нема да го посветам за своји интереси. Во мојот мандат нема се градат катни гражи кои ќе бидат моја собственост. Нема да се узурпираат детски игралишта и јавни катни површини за да станат моја приватна собственост. Туку ќе работиме во интерес на граѓаните на Центар. И тоа сакам јасно да го порачам и тоа е огромната разлика меѓу нив и нас. И затоа вечерова овде има повеќе луѓе отколку на сите митинзи на Тодороvić и на Груевски во општина Центар. Се обидува да ни оспорат програмата, но не можеше никако да се најде замерка. А ветивме дека Центар нема да го градиме како нив, да постои еден центар во центарот и една периферија. За нас ниту Крњево, ниту Мажирмало, ниту Ново Мало, ниту Кале не се периферија. Не може Центар да има периферија. За нас Центар е комплетен. А овде, во ова многу битна општина, во овој Центар, во Капиштец, населба со 10.000 луѓе, ќе изградиме и ново училиште, и нова градина, и овој плоштад ќе биде најубав во Скопје, не да биде во Темница, туку да биде нешто што ќе се гордееме сите и во Капиштец и во Центар. Гасификацијата ќе биде наш приоритет и тоа е стратешки приоритет и на целата коалиција. На првата седница ќе оформираме јавното предпријатие Центар Газ, со што веднаш ќе започне проектот за намалување на високите сметки и поевтино да поминеме со сметките и се разбира да имаме поздрав живот. Особено внимание ќе посветиме на нашите деца. Во општина Центар мора да бидат најдобрите училишта и најдобрите градинки. За возрастните лица ќе воспоставиме патронажна служба, да не мора возрастните лица да ги напуштат своите домови секојаш, туку да има екипа која што ќе ги посетува и која што ќе врши и дотур на лекови, и дотур на прехранбени производи и така натаму. Понатаму, јасно кажавме дека нема повеќе од 24 март да го узурпираме Водно. Ке престане градењето на Водно, затоа што Водно не може повеќе да биде место кај што ќе диве урбаната мафија. Ке ги замениме дотрените фасади, затоа што не може Пролече да биде место каде што ќе се живее како од минатиот век. И јасно ја кажавме нашата програма, затоа што има голема разлика меѓу нас и нив. Ние ќе работиме за граѓаните. И она што им го ветив на моите пријатели, зашто ми оставија аманет, а тоа е дека на овој дрес, многу бргу, ќе пишува шампион на Македонија во кошарка. Сакам да ветам дека се ќе направиме работнички повторно да биде гордост на Центар на Скопје и на Македонија. И тоа ќе не води во целиот наш мандат. Почитувани пријатели, во недела не чека одлучувачка битка. Да не дозволиме
Ке ви го вратам дресот што ми го дадовте, ветвам. Почитувани пријатели, дознавме завчера за сепак најкрупниот нивен проект во општиот центар. А тој е уфрлени луѓе од Мала Преспа, од Албанија, од Пустец. Вчера дознавме колкав е нивниот страв за општина центар. Меѓутоа вчерашната вест за оние кои што ги ставија по 30, по 60 луѓе во нашите станови, овде, токму овде, најмногу, во Капиштец, треба да не мотивира во недела масовно да излеземе на гласање, да го спречиме тој фалсификат. Ако излеземе на гласање, нема шанса и покрај тоа што го прават да не победат. Затоа, дозволете на крај да ве повикам масовно на гласање, во недела да излеземе сите, да го спречиме фалсификатот со купување на гласови во Крњево, со купување на гласови во Кале, со носење на луѓе од Пустец. Нека биде Тодоровиќ градоначалник на Пустец, јас ќе бидам градоначалник на Центар. Ви благодарам.